Ниските утрински и вечерни температури ги принудуваат граѓаните и покрај скапите енергенси да пуштаат дополнителни грејни тела за да ги затоплат домовите. На врата ни тропа долга студена и неизвестна зима, па така секој со свој есап како ќе се грее. Граѓаните барем оние што се греат на парно, велат дека и покрај поскапото грејење сепак се принудени да ги пуштат и клима уредите за да го дозагреат домот. Не да е ладно, него изборено ладно, ама се уште така некоја навик имаме. Тие се приспособиме моментално, ама ако биде долгороčno не е во ред. Имаш парно, а пушташ клима, ама немаш парно, па се пак ќе пуштиш клима. Значи се гледа ако парното го рестрикција има, струјата ја трошиш, тоа е автоматски, значи не можеш да го направиш тоа да биде еднакво. Скапа, нормално дека е скапа. Како не е скапа? За парно? Парното го исклучи. Исклучено ми е парното на струја. Се грееме на парно, меѓутоа не би знала да ви кажам што е најисплатливо. Се грееме и со греалка дополнително и така натаму. Меѓутоа се е тоа струја. Се влече дополнително. Да, се влече дополнително, така да зависиме буквално од државата и од Дополнително покрај скапата струја и парно, на граѓаните наглаве им тежи и скапата храна, чија цена од ден во ден за жал е се повисока. Централното парно греење според граѓаните, барем оние кои се греат на истото, велат дека е најисплатливо. Но проблем е дека од 1 август ем поскапе, ем сега за жал го нема. Оние пак кои се греат на дрва и пелети исто така се во прашалници, зашто и овој начин на греење станува луксус поради неколкократно повисоките цени за разлика од лани. Задоцнетата реакција на владата ги натера граѓаните да купуваат дрва и поречиси 5000 денари за кубик, но секако и пелети по досега невидена цена поскапа за 100%. Парно ја имам на пелет, ама пелет отиде лут. И тоа скапо. А не да е скапо, него 500 денари едно врече, 15 кила, не може едно вече да се стопиш. Не се не исплаќа. Ма никако. Струјата сега поскапе А и парното парното поскапе, се. Од неодамна не се паметат вакви ниски температури во овој период од годината, додаваат граѓаните, кои со месеци се обидуваат да најдат начин како полесно да ја поминат зимата. Во меѓувреме ситно се брои до почнувањето на грејната сезона, а ЕСМ се уште го нема склучено договорот за испорачување на топлинска енергија. Нема договор ниту за закуп или продажба на цевките од Адора Инженеринг, а не се знае ниту дали државните електрани ќе обезбедат доволно количество на газ за да се истурка грејната сезона. Сега државната ЕСМ ја има лиценцата за снабдување со енергија. За производство на топлинска енергија треба да се склучи и договор со Адора, која лани ги купи топланите Исток и Запад по цена од 9,26 милиони евра. Компанијата сега ги нуди на ЕСМ по иста цена. Што ќе одлучи државата, најверојатно ќе дознаеме кон крајот на оваа недела.